Вредноста на синдикалната минимална кошница со вклучена инфлација, трошоци за живот за месец јули изнесува 47.042 денари. И истата не можат да ја покријат ниту семејствата каде што има двајца вработени, кои имаат примања во висина од просечна плата и една минимална плата, објави Сојузот на синдикатите на Македонија. Истовремено, имајќи предвид дека инфлацијата од 16% ја обезвреднува вредноста на платите и од тука износот од 18.000 денари колку што изнесува минималната плата во Македонија има реална вредност од 15.120 денари, а износот на просечната нето плата од 31.525 денари има реална вредност од 26.481 денар, со што значително е осиромашен македонскиот работник и граѓанин, информира синдикатот. Од ССМ велат дека алармантно е тоа што погрешните владини мерки и политики за само 5 месеци од зголемувањето на минималната плата на 18.000 денари повторно ја вратија вредноста на истата на ниво пред март 2022, односно со една минимална плата работниците да можат да си дозволат само леп и вода, односно исхрана и пијалоци, согласно синдикалната минимална кошница, кој како трошок за месец јули 2022 година изнесувал 17.842 денари. Или владата во месец март под притисок на ССМ направи еден чекор напред кон подобрување на стандардот на најзагрозената категорија на работници, а во јули по сопствено убедување и неприфаќање на предлозите на ССМ направи 5 чекори назад кон загрозување на екзистенцијата на работниците со најниски примања. На работниците им се потребни итни усогласување на платите за амортизирање на инфлаторниот удар, а тоа значи владата да ги усогласи платите за 18,4% до септември, согласно законот, посочува ССМ. Инаку според податоците на ССМ во јули за едно 4-члено семејство биле потребни 17.842 денари за исхрана и пијалоци, 12.374 за домување, 3.508 денари за превоз, 2.215 за облека и обувки, 1.067 за култура и 784 денари за одржување на здравје.